Привршуваат градежните работи на пробивањето на булеварот Србија до улицата Христо Татарчев и изградбата на нов кружен тек. Ова е втора фаза на проширување на булеварот Србија во изминативе неколку години. Со овој проект се врши проширување и реконструкција на булеварот Србија од кружен тек кај цементарницата до улицата Христо Татарчев, а на крајот од овој булевар ќе се изгради нов кружен тек меѓу булеварот Србија, улицата Христо Татарчев и поголем број улици и краци. Пред 5-6 години градот Скопје го реконструираше булеварот Србија, почнувајќи од булеварот Јане Сандански во делот на аеродром до кружниот тек пред цементарница, значи во делот на кисела вода, и истовремено се направи голем проток на раскрсницата која што е меѓу булевар Србија и Борис Трајковски. Со ова проширување од кружниот тек на цементарница до овде кај што стоиме на ова раскрсница, која што исто така ќе треба да биде еден голем и убав кружен тек, практично ќе биде во целост завршен булеварот Србија. Градежните работи се одвиваат според динамиката која што е предвидена. Меѓутоа имаме и непредвидени работи кои што ги одложуваат, малку ги пролонгираат извршувањето на одредени работи. Меѓутоа интензивно работиме за сето тоа да биде завршено на време. Овој капитален проект значително ќе ја намали гужвата во сообраќајот во овој дел од Скопје, тврди градоначалничката на Кисела вода. Со комплетирањето на овој кружен тек во овој дел на Стара Кисела вода, со реконструкцијата на тој дел према припор, тоест према Сопиште, практично овдека ќе имаме една соодветна делница, онака како наликува на секоја современа населба, како што и ги среќаваме во останатите општини низ градот Скопје. Освен што ќе се намали метежот, проширувањето на булеварот Србија на граѓаните од околните населени места ќе им го олесни пристапот до населбата аеродром. Градот Скопје во овој капитален проект ќе вложи 98 милиони денари.